Добро утро и од мене. Добро дојдовте во рубриката посветена на жените и женските теми. Наш денешен соговорник е Стојан Мишев од Сдруженијето за еманципација, солидарност и еднаквост на жените. Добро утро, ако се слушаме. Да, тонот го не ве слушам малку, веројатно со тонот имаме проблем мало. Да, причината што го поканивме денеска Стојан Мишев е што нивното здружение направи едно ново истражување за положбата на жените, односно кои последици од кризата со пандемијата влијаеа генерално врз животот на жените и особено врз економските аспекти, здравствените аспекти, аспектот на насилството и така натаму. Затоа повеќе се надевам ќе слушнеме од господинот Мишев. Да? Добро утро. Добро утро. Добро утро, се слушаме сега. Јас веќе ве немаме технички проблеми дека може да зборуваме. Да. Јас веќе најавив дека имавте вие едно ново истражување направено, па ќе ве замолам на почетокот која е генералната слика што ја добивте од ова истражување, што покажуваат податоците, кои се последиците врз животите на жените како резултат од она што се случуваше за време на пандемијата? Значи, спроведовме Сдружение ЕС спроведе истражување со кое сакавме да го утврдиме влијанието на COVID-19 кризата врз жените, и тоа во три сегменти. Значи, опатени се генерално спроведено е на примерок од 1272 жени на национално ниво. Она што ние посебно го испитуваме е влијанието на кризата врз здравствената заштита на жените, влијанието на кризата врз жените кои претрпеле семејно наследство и влијанието врз жените ромки. Сега за денешнава емисија во интерес на времето ќе се фокусираме само на едно од прашањата, а тоа е семејното наследство. Она што генерален е заклучокот дека кризата негативно се одрази врз состојбите со семејното наследство во државата, и тоа преку зголемување на ризикот од семејно наследство и ескалирањето на семејното наследство како резултат на кризата. Значи, како резултат на кризата и применетите мерки за ограничено движење на населението, жените се соочија со специфични проблеми кои претходно не беа вообичаени за поврзани со семејното наследство и со тежната комуникација со институциите кои треба да им помогнат да ги разрешат тие проблеми, тоа се пред се центрите за социјална работа, полицијата и основните судови. Да, Стојан, кои се тие специфични проблеми со кои што се соочиле жените кога се работи за семејното наследство, односно за жртвите на родово базираното наследство? Делот жените се соочија со забрана да го напуштаат домот и уште повеќе беа изолирани, им беа ограничени контактите со роднините, со пријателите и семејството. Дел од жените претрпеа одредени специфични форми на економско насилство, во смисла им беше забрането да работат за време на кризата, или ги покрива поголемиот дел од домашните трошоци беа покриени од нивна страна, што влијаеше врз нивната финансиска состојба и придонесе за зголемување на нивната финансиска зависност. Она што загрижуваше е дека паралелно со да кажеме појавата на овие проблеми, тие не беа можност да ги решат истите, како резултат да кажеме на несоодветниот одговор кон овој проблем од страна на самата држава. Впрочем, кога зборуваме за семејното наследство, мораме да потенцираме дека за жал, иако семејното наследство кај нас е законски регулирано од 2004 година, значи еве веќе 17 години, сепак во пракса се соочуваме со сериозни недостатоци на ниво на институционалното постапување, во смисла на неедуцираност на практичарите и стручните лица во центрите за социјална работа, полицијата, судовите, некоординираност помеѓу надлежните институции, несоодветно обезбедување на помош и поддршка на жените кои претрпеле семејно наследство. Она што е карактеристично е дека овие проблеми кои што постоеа подолг временски период се продлабочија уште повеќе како резултат на кризата, и во таа насока апелираме дека е неопходно државата паралелно со разрешувањето, да кажеме, на овие условно речено традиционални проблеми, да работи на адаптирање на постапувањето на институциите за време на кризна состојба. Да, сакам да ве прашам и за еден податок кој што веројатно е поврзан со проблемот на семејното наследство и насилството врз жените,
а тоа е таа економска зависност, како што кажавте и самиот. Имено ова ваше истражување покажува дека двојно се зголемил бројот на жени зависни од државна помош, а бројот на домаќинства кои гладуваат пораснал од 3 до 7%. Дали ја гледате тука таа поврзаност помеѓу насилството, помеѓу овие случаи на насилство и економската и осиромашувањето едноставно? Така, влошувањето на финансиската состојба генерално е проблем, генерален проблем на жените. Самата криза генерално се одрази врз економската состојба, да кажеме, на жените. Меѓутоа, овде пред се станува збори за жените кои претрпеле семејно насилство. Станува збор за жени кои претежно беа, да кажеме, вработени во неформалната економија или беа вработени во самите домаќинства во смисла на ангажирани за готвење, чување на деца и возрастни лица. Знаете, за време на кризата овие групи на жени, овие категории на жени се тие кои што први страда, и од тој аспект влошувањето на финансиската состојба за нив значеше зголемување на финансиската зависност од сторителот на семејно насилство, односно неможност да го напуштат истиот, но во исто време финансиската немоќ значеше и немоќ да ги разрешат проблемите со кои што се соочуваат, затоа што како резултат на тоа што немаат финансиски средства, не беа во можност да инициираат одредени постапки за нивна заштита или за разрешување на проблемите со кои се соочуваат, а се поврзани со семејното насилство, и тоа се развод, старателство, издршка на децата, имотни односи и така натаму. Дополнително за време на кризата, влошувањето на финансиската состојба значеше и нарушување, односно влијание, возможноста да ги покријат животните трошци за себе и за нивните деца. Во таа насока ние апелиравме и баравме од државата дека е неопходно државата да формира посебен буџетски фонд за покривање на трошоците за живот за жени и за нивните деца. Тоа е интересна идеја и морам да признам дека во оваа редица на разговори што ги имавме и со представници на граѓанскиот сектор кои што се занимаваат со овие женски прашања, вашава идеја не сум ја слушнала, морам да признам досега, за формирање на фонд, државен фонд кој што ќе биде наменет за помош на жените жртви на насилство, односно жртви на пандемијата всушност. Точно. Значи ние баравме во неколку наврати, морам да потенцирам дека директно пративме дописи до владата, главниот координативен штаб и до надлежните министерства, значи Министерството за труд и социјала, правда, внатрешни работи и Министерството за здравство. Меѓу другото баравме од страна на владата формирање на посебен ваков фонд за надоместување на животните трошци, кој првенствено ќе биде искористен за надоместување на трошците за засолнување на жените, и во таа смисла баравме искористување на алтернативни капацитети за засолнување на жените, паралелно со државните засолништа кои немаат доволно капацитет. Меѓутоа исто така баравме и од тој фонд да бидат покриени трошоците, да кажеме, тие жени кои што живеат и имаат трошци за плаќање на кирија, да се искористи за плаќање на месечни трошци за кирија, храна, облека, домување, трошци поврзани со образованието на децата, се она што не можат во суштина да го покријат и да го реализираат како резултат на самата криза. Паралелно баравме приоритизирање на сите предмети на семејно насилство, односно итно процесуирање на овие предмети од страна на Центар за социјална работа, полиција и судовите. Јас спомнав дека жените се соочија со тежната комуникација со судовите, со институциите, пред се со центрите за социјална работа и полицијата, додека судовите ги има одложено судските рочишта, кои во суштина значат решавање на проблемите поврзани со семејното насилство, а се однесуваат на развод, старателство, издршка и така натаму. Во оваа насока баравме процесуирање на предметите, итно процесуирање на овие предмети и исто така одржување или реализирање на судските предмети кога станува збор за случај на жена која претрпела семејно насилство. Целта беше да се овозможи паралелно со зголемувањето на проблемите со кои што тие се соочуваат. Во суштина сакавме да осигураме дека државните институции ќе одговорат на нивните потреби и ќе има возможност да ги решат своите проблеми. Меѓутоа, она што како прво и неопходен чекор го баравме е спроведување на една сеопфатна кампања на национално ниво од страна на самата држава, во смисла на информирање на населението за природата на семејното насилство, за да можат жените да го препознаат семејното насилство, и потоа исто така промовирање на законските механизми за заштита на жените, односно процедурите за пријавување на насилство и нивна заштита пред
пред надлежните институции. Дали имате, За жал, дали имате некој одговор? Па ние добивме одговор на декларативно ниво, каде што не информираат дека во суштина државата добро се справува со семејното наследство и системот за заштита на жените функционира во пракса, иако тоа не е така. Добивме генерален впечатокот дека ние добивме впечаток дека подобро функционираме како држава во криза отколку во време на состојба. И тоа сметаме дека треба да се напушти тој пристап, поготово кога семејното наследство е регулирано веќе 17 години, а ние зборуваме за истите проблеми како во 2004 година. Од тука сметаме дека наспроти декларативните заложби на државата со усвојување на нови закони, програми, стратегии и така натаму, неопходно ќе биде нивно спроведување во пракса и крајно време е веќе државата да си посвети внимание на обезбедување ефективна заштита на жените кои претрпеле семејно наследство, затоа што станува збор за сериозен општествен проблем. За илустрација, еве само ќе ви кажам дека ние во последните 20 години имаме континуиран тренд на висока застапеност на семејното наследство во државата и тоа се должи главно на необезбедувањето на заштита и несоодветен одговор институционален од страна на самата држава. Затоа апелираме дека е неопходно преземање на мерки за справување со семејното наследство, посебно мерки за адаптирање на постапувањето на институциите за време на кризна состојба. Меѓутоа, она што можеби ќе биде прв чекор, што е неопходно да биде прв чекор и предуслов да заживее се она што значи законско решение во пракса, е конечно државата да спроведе еден транспарентен процес на буџетирање на мерките за заштита од семејно наследство и да определи, да алоцира доволно буџетски средства за да може да се справи со овој сериозен општествен проблем. Бараме напуштање на практиката на усвојување на закони со констатација дека тој закон ќе нема финансиски импликации после неговото усвојување, затоа што самото усвојување на закони, стратегии и програми со наведување дека истото ќе нема финансиски импликации е несериозен пристап, затоа што една законска одредба која налага законска обврска за постапување на одредените институции во најмала рака ќе бара средства за организирање на едукација на тие лица, односно стекнување знаења и вештини како да работат со жените кои претрпеле семејно наследство. И од тука за крај апелирам дека редно време е справување со традиционалните или со долготрајните проблеми, недостатоци на системот за заштита, како што ќе повторам, неедукацијата на стручните лица од институциите, некоординираноста помеѓу институциите, немањето на соодветен систем за документирање на предметите на семејно наследство. Да. И соодветното постапување, да. Стојан Мишев од Сдруженијето ЕСЕ, ви благодарам многу за ова кусано, ми се чини исполнето со податоци ваше вклучување во денешниот утрински брифинг. Се разбира, повторно ќе ве вклучиме и ме радува што сте, ако не првиот, можеби само вториот соговорник од маж кој што се вклучил во ова наша рубрика за посветена на жените. Ви благодарам за вашата работа и ќе ве вклучиме повторно. И благодарам на поканата.